Meteo, Велес. Инфометео Велес, 11 ноември, петок, 2022 година, некаде околу 19 часот. Нема некои изнекакви промени, меѓутоа во текот на втората половина од ноќта, ранните утрински часови сабота, во текот на денот на сабота ќе има известна промена на времето, доста свежо ќе биде. Преку денот, гледаме дека во текот на ранните утрински часови и претпладените часови ќе има појава на слаби локални врнежи на повисоките места во државава, односно на планините и на некои пониски планински места, можно некаде и на 1200-1000 метри да има слабо пребивање на снег. Ова гледаме дека е во Тетовскиот регион, потоа Гостиварскиот, Кичевскиот регион, но на повисоките места, не во градовите, туку на повисоките места, Шар планина, Попова шапка, Мавровскиот регион, таму би имало појава на локални врнежи од снег, потоа можно е и јужно-скопскиот, западниот дел од Велес, односно во реонот на Солунска глава. Сината боја знаеме дека има слаби врнежи на дожд, појаката боја нешто поизразени врнежи на дожд, зелената боја уште појаки изразени врнежи од дожд, меѓутоа тоа ќе бидат краткотрајни врнежи. Исто така е можно слаби врнежи од дожд да има и во крајниот јужен дел од Македонија, односно околу Ресенско-Преспанскиот регион, таму да има и појава на слаби локални врнежи од снег. Значи не се очекуваат кои изде какви врнежи, можно е на повисоките места во планините и да позабелее. Значи тоа што се однесува за врнежите од снег и дожд на некои места, гледаме дека и околу Велешкиот регион, па и во Велес можно е во текот на денот сабота да проврни дожд. Западно од Велес, јужно-југозападно од Велешкиот регион, оние места каде што има шуми, таму и привлекува дожд, потоа некаде во близина на Кавадарешкиот регион, источно Кавадарешкиот регион спрема Радовишко-Струмишкиот регион. Дожд е можно да има и во Гевгелискиот регион, оние места кои што гравитираат према Кожув. Не дека кои знае какви врнежи ќе има, меѓутоа сепак можно да има проврнување и во тој реон од државава. Реков каде би имало врнежи, значи во текот на пладневните и попладневни часови и нешто во вечерните часови исто така би имало врнежи и од дожд. Гледаме и зеленкаста боја, тоа значи во Охридско-Преспанскиот регион, Пелогонискиот регион, јужно од Кавадарешкиот регион. Микс снег, дожд е можно во Мавровскиот регион, потоа реков во Охридско-Преспанскиот регион, Ресенскиот регион. Ете, тоа се местата каде што би имало појава на слаби локални врнежи од дожд, појава на слаби локални врнежи од снег. Тоа што се однесува, значи, до сабота во текот на вечерните часови, малку ќе има прекин, а можно и во текот на денот недела во претпладневните часови. Потоа ќе има постепено стабилизирање на временската состојба. Ќе има повремени врнежи во текот на следната недела, но за тоа во текот на следните метео објави. Денес имаше ветер со брзина над 65-70 км околу Штипскиот регион, јужно од Кавадарци, околу Гевгелискиот регион имаше засилен ветер. А што се однесува за ветерот, сега ќе видиме во следната мапа. Во следната мапа можеме да видиме дека засилен ветер ќе има во северозападните делови, потоа во оној Пелагониски регион, нешто околу Велешкиот регион и над Велешкиот регион. Денеска во Велес имаше брзина на ветрот околу 35 до 40 км, а на моменти и брзината на ветрот надминуваше и 45 км на час. И утре, значи, ќе биде слична брзината на ветрот, може би нешто послаба, меѓутоа некаде околу 35 помеѓу 40, на моменти да надмине и 50 км на час. Ете, такво време се очекува во Македонија во следниве 2 дена, значи во текот на ноќните часови, петок према сабота, утре преку денот сабота и нешто недела. Од понеделник повторно се очекува стабилизирање на времето, реков, и затоплување. Што значи дека ќе има постепено затоплување на временската состојба, не се очекуваат некои кои некакви врнежи, меѓутоа во текот на делата некаде кај средината четврток, петок може се да има појава на врнежи, меѓутоа за тоа подетално во следните метео објави. Толку од Метео Велес. Ви благодарам на вниманието.
Meteo, Veles, 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 Veles.